Добро вечер, јас сум Васко Ефтов, во емисијата во Центар на Алсатем телевизија. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи. Бидејќи во наредните 50 до 55 минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Еве што во текот на минатата недела ние подготвивме за вие да може да погледнете вечерва, почитувани гледачи. Знаете француски? Многу помалку од англискиот, за жал. Како се вика француски клjuč на француски? Францускиот клjuč не беше никош од мене кажан. Вие денес сте на вистина демократска унија за изолација, бидејќи сте дел од една влада која реално ја носи Македонија во одредена изолација. Па не верувам дека е тоа коректниот опис на политиките на Демократската унија за интеграција. Бил Клинтон беше председател, свиреше саксофон, вие армоника, значи по тој услов сте печен да бидете председател. Мислите само дека умешноста да свирите на некој инструмент е основен предуслов за тоа? После сите тие силни пресии покрај тоа тројно прегласување на изборите во општина Центар, денес слободно може да се каже дека Андре Жарновски е апсолутен победник на локалните избори 2013 година во Република Македонија. Знаете француски? Многу помалку од англискиот, за жал, неколку што би требало да знам. Како се вика француски клjuč на француски? Францускиот клjuč не беше никош од мене кажан, јас неколку пати потенцирав, не сум од оние што рушат, пак ќе кажам, потекнам од семејство со една сепак силна традиција на градење, не на рушење. Во мојот термин постои зборот градење, не рушење. Не мислам да рушам, но оставам просто за дислокација на известен број на споменици кои што на страна дали е тоа кич или не, мојот став е јасен, се работи за невиден кич, но јас не сум тука да ја проектирам мојата лична политика, ако сакате или фрустрација како што го направи тоа ВМРО да помене. Напротив, финалниот збор ќе си го кажат граѓаните, но има споменици да довршам мислата што сметат и на физичкото движење веќе во Центар и тие ќе мора да бидат предмет на сериозна анализа. Ви честиташе ли Едмон Темелко? Него му забележам, се разбира, затоа што претпоставам дека он беше еден од оние кои што беа вклучени во операцијата. Мито пазите да имате потреба да дојдете од Пустец до Центар за 3000 денари. Секако дека нека мака ве натерала. Затоа никош јас во ниеден сегмент од ова прегласување кој што 3 пати траеше, нели, не се наутив, не упатив критика на адреса на луѓето кои што доаѓаат од Пустец. Мојата критика беше јасно кон оние кои што го организирале процес, кои што ги злоупотребени. Тоа беше, се разбира, владачката ВМРО да помане. Значи, ни Едмон Темелко не ви честиташе, ни албанскиот амбасадор во Македонија не ви честиташе. Ниту Тодорович. И како на крај Пустец пак ќе гласа на следните избори за вас? Пустец на следните избори... Бидејќи испадна дека како повеќе луѓе носат Пустец, така се повеќе се зголемуваше вашата разлика во однос на Тодорович. Се повеќе се зголемуваше револтот на луѓето што живеат во Центар. Може и Пустец погрешка гласа за вас. Некој од надвор не мора да е Пустец било каде. Јас не кажував во текот на кампањата за да не донесам до една блокада, да не се уплашат оние што треба да гласат. Меѓутоа Пустец беше 3 пати помалку како број од оние кои што живеат во Република Македонија, Свети Николе Кавадаци, Газилова, кои беа носени да гласаат. Кои беа носени, кои што се вметнати во списокот. Едно нешто мора да расчистиме. Ова е дело кое што не старе. Се знае кој е организатор, се знае која институција, односно кој човек во таа институција наречена Министерство за внатрешни работи издава лични карти. Тие лични карти се издадени во изден, тие лични карти се издадени на иста адреса, тоа е дело што не старе, не сакам ова да биде сватено дека веднаш правам закана, меѓутоа мора да се одговара за ова дело. Некаде од јуни минатата година веќе се влезе во еден инженеринг за добивање на општина Центар. Тоа беше општина Карпош, меѓутоа подоцна општина Карпош ја решија со Карпош почна. На еден друг начин. Ја решија со представникот на Српска напредна странка. Со Центар тоа не може да го направи и се влезе во еден таков инженеринг, наменување на улици, на издавање на лични карти, на одредено вештачко зголемување на бројот на гласачи во општина Центар, со впишување во избирачки спискови, со давање на лични карти и така натаму. И на крај во 3 наврати таа политика доживеа сериозен дебакал на изборите во општина Центар. Таа политика, тој убаво рековте вие инженеринг, доживеа дебакал затоа што луѓето станаа свесни дека не сме тоа нешто да се дозволи. Мене навистина ме восхити револтот, ставот, поточно кажано, цврстината на граѓаните, жителите во општина Центар.
на крајот на крајшта не можете вие центар да го купите, да го потплатите, ниту да го уплашите. Не знам, шеф на штаб Груевски, шеф на штаб Па во вториот круг беше шеф на штаб Груевски. Во третиот круг шеф на штаб беше Сашо Мјалков. Значи вие без малку се извртија во општина Центар целата номенклатура на ВМРО ДПМН. Повторно се доживеа пораз затоа што разликата во вториот круг беше без малку 1000 гласа, во недела беше 3000. Значи само се зголемуваше разликата, односно револтот на граѓаните. Добро, и имате ли логика зошто власта влезе во тој филм на прегласување? Значи, било која здрава логика ќе ви каже дека на 56 добиени општини. Така е. Во еден цунами, така во еден цунами кој што добивате 56 општини, може да дозволите една или две или три или пет или шест да изгубите и да не правите од таа општина Сталинград на отпорот, бидејќи сега све се заборави. Останува победата во Центар да се памти, бидејќи таа е последна. Невидена и рационалност со страна на ВМРО ДПМН што се однесува до Центар. И јас кажав дека се два главни мотива за прегласувањето. Интересно беше нели што се прегласува само на низ видечки места каде што победи, односно победи коалицијата. Во превод секаде каде што победи Тодоровиќ не се прегласуваше, што значи дека ниту управниот суд не се водеше од логиката на почитување на правото, туку од математиката на изборите. Како и да е. Беше сосема јасно дека ова прегласување се случува поради два момента. Прво е да се сокријат или да се испратат колку што е можно документи. Не е тајна дека ниту Министерството за транспорт и врски, ниту катастарот не побегна од она сценарио да работат за време на викендот. И Министерството за транспорт и врски и катастарот работеа дежура сабота и недела, одработувајќи ги сите проекти повезани со Центар. Интересно дека и 2010-2011 година СДСМ е вади околу проектот Скопје 2014, веројатно најголемата афера изминатите 7 години од владењето на Груевски, опозицијата не успеа да изведе некоја крупна политичка афера. По мене најголемата афера беше патриотска метла која се однесуваше токму на Скопје 2014 и после таа афера Елизабета Канчевска беше тотално неупотреблива на Никола Груевски. И ако го анализираме моделот на владење на Груевски, тој успеа целата таа екипа од аналитик кој ден денес да биде оперативна, да биде или во министерствата или да бидат носители на пратенички листи. И сега го прават истото, значи тој пробува да спаси и да скрие све што може да скрие од Скопје 2014, дури пред 3 дена, значи еден ден или 2 дена после вашата победа излага со одреден отчет околу целиот тој проект. Значи да не заборавиме дека во анкетите кои што деноноќно ги правеа за Центар беа вклучени и министрите, значи и за култура, и за транспорт и врски, директори на јавни институции. Меѓутоа Тодоровиќ дупло подобри резултати од нив постигнуваше. Сега да кажам, можеме да замислиме каков ќе беше резултатот ако не беше Тодоровиќ. Они сега забораваат да потенцират нешто што самите го кажуваа во текот на кампањата, особено пред изборието, дека Тодоровиќ има убедливо дупло поголема поддршка од пулините на информации ќе доаѓаат од ВМРО ДПМН говорат дека во 5 анкети Тодоровиќ убедливо прв. Дупло повеќе. Иако и Тодоровиќ на неколку пати пред изборите најавуваше дека не сака да се кандидира за втор мандат, а од друга страна дури од редовите и од кругови блиски на Никола Груевски доаѓа одредени информации дека не био кандидирале Тодоровиќ, па дури и Ганка Самилова Цветанова имаше одредени амбиции, делови на луѓе кои се дел од естаблишментот од Никола Груевски, Тодоровиќ убедливо водеше. Тоа значи дека во општина Центар револтот против политиката на ВМРО ДПМН беше максимален. Мислам дека не сакам да звучи нескромно, успешно разоткривме стратегијата на ВМРО ДПМН, на Тодоровиќ како кандидат на ВМРО ДПМН и всушност кој бил мотивот на мојот против кандидат да биде градоначелник? Да не беше он градоначелник на Центар, Зебра немаше во никој случај да биде негова собственост. Она што сакам да го потенцираме што сега е сосема јасно дека отчетот се случи затоа што изгубија во Центар, односно поради најавената од мене страна на опозицијата ревизијата Скопје 2014. Бидејќи ние со години и не само ние како политичари и новинарите, нели вие баравте отчет со право колку пари се потрошени. И се затоа почна да излегуваат овие информации. Затоа секој граѓанин, не само Центар, не само Скопје, во Македонија треба да направи една едноставна споредба. Еве денеска само оваа споредба да ја отвориме. Скендербек, кој што е поставен на другата страна на Вардар, условно кажано, чини 60.000 евра. Спомениците вчера беше, скулптурите вчера беше потврдено, чинат еден во просек 800.000. Значи Скендербек е изработен за 60.000 евра, спомениците други, што се на оваа страна, од Скопје 2014, како сегмент, чинат еден просек 800.000 евра. Сега, е пералница за пари Скопје 2014 или не? Но, јас не сум тој
што треба да каже каде и каков криминал е извршен. Тоа ќе го покаже ревизијата, јас уште еднаш да потврдам дека најмалку потенцирам, најмалку една ревизорска куќа ќе направи ревизија, потоа се постат институција во државата која што ќе треба да го санкционира тоа што е направено. Од материјален, од политички, а и од емотивен аспект, ВМРО-ДПМН беше врзан за проектот Скопје 2014. Токму така, да. Беше врзан за општина Центар. Се сметаше дека кршењето на кичмата на опозицијата ќе биде токму во општина Центар. Тоа беше проектот. Бидејќи може да добијат и 120 општини како сега се однесуваат, ако не ја добие општина Центар, како да ги има изгубено локалните избори. Направија све. Значи ги зврте сите можни кандидати за општина Центар, за кандидати за градоначалници од редот на ВМРО-ДПМН, ги изврте сите можни кандидати да бидат шефови на изборен штаб во општина Центар, ја вложија цела енергија, влегува во сериозно прегласување. Јас немам логика поинекој да размислам, освен дека како да сака да ја вратат опозицијата во игра. Знаете, на такво силување на изборниот процес во општина Центар, тие како да сака да ја вратат опозицијата во игра, нема друга логика. Фрустрацијата кулминираше по поразот во вториот круг, кога нели вечето уште беа поставени постаментите, односно останавме Центар 18 со 27 нови споменици. Тогаш се види се истори целата фрустрација на ВМРО. И плюс Рингишпил. И Рингишпилот се разбира беше оценет катастрофално. Сака дополнително да ги пресират граѓаните. Еве вие гласате против нас, но ние ќе ви ставиме уште 28. Бесот искален кон граѓаните затоа што гласа поинаку значи за опозицијата, не сме да се го дозволи една власт, ниту ова, ниту било која друга власт. И затоа скажав кога финално победивме дека ова е поука, порака до секоја власт и до идната, во која што се надам јас ќе учествувам, дека не може да се оди против волјата на граѓаните, дека секоја власт, најголемите режими ја изгубиле битката на крајот, изгубиле битката со граѓаните. Сега е веќе јасно дека Никола Груевски, ВМРО-ДПМН сака преку победа на власта над опозицијата во општина Центар дефинитивно на еден подолг временски период да ја погребаат македонската опозиција. Нова политичка конфигурација има после третиот круг на избори во Центар. Апсолутно, значи, веќе е заборавено све. Ние заборавивме дека имаше избори во Битола, заборавивме дека имаше избори во Прилеп. Заборавивме дека Стефчо Јакимовски победи. Значи, вие сте сега победникот на овие локални избори, бидејќи 3 пати успевате најсилната номенклатура на ВМРО-ДПМН да поразите на овие избори. И јас пак ќе кажам, го потенцирам, тоа не победив јас и коалицијата. Граѓаните победија и тоа е најбитната порака. Во првиот круг кажав водев битка против Тодорич, во вториот водевме битка против Груевски. Во третиот круг, они водата против Мелко. Војната беше веќе помеѓу власта и граѓаните. Там не може да се добие. Затоа, ако вториот круг имавме предност од, кажав, 1000, се беше 3000 гласови разлика. Тоа е пораката што мора оваа власт да ја разбере. Дали ќе ја разбере, не знам, но знам дека оваа енергија се шири позитивно из цела Македонија и ќе успееме во тоа. Се демонтираше моделот на победи на ВМРО-ДПМН изминатите 7 години помеѓу првиот и вториот, но многу повеќе помеѓу вториот и третиот круг. Прво, меѓународната заедница застана и кажа дека нема да дозволи многу битно тоа. Значи, вие имавте на 2 или на 3 дена пред третиот круг на избори неколку средби, тоа јавни со највисоките представници на меѓународната заедница. Тоа е порака за Центар, но тоа е порака и за цела Македонија. Дека ако продолжи да ја води оваа политика, нема повеќе да му бидат толерирани сите демократски фаули што ги прави и во еден временски момент ќе му биде секнато тоа чекмеџе со 250 или 200 милиони евра со кои ги добива сите избори, а со 200 милиони евра и баба ми, дедо ми доат на избори ќе победат убедливо во Република Македонија. Во Македонија, особено кога сиромаштијата е зголемена. Значи, мотото е осиромаши го граѓанинот за да можеш да го купиш. За жал тоа се случуваше во Македонија. Да се вратиме значи на изборите во Центар. Многу битна беше пораката на амбасадорите. И кога ми соопштија дека лично ќе бидат присутни на сите кутии, тогаш веќе ми беше јасно дека пораката Јасна порака му беше испратена. Многу битна порака. Сега, пак не можам да ги разберам луѓето од ВМРО-ДПМН кои што и покрај присуството на амбасадорите одлучија да додат со пустец и така натаму. Тоа зборува значи за еден инет кој што очигледно се враќа како бумеранг, меѓутоа им поминува 7 години. 13 години Центар беше под водство на ВМРО-ДПМН. Им поминува 7 години да се најатат на секакви сугестии на меѓународна заедница. Им поминува 7 години да може да и корумпират изборите со тешки пари кои си вие ќе треба да ги враќаме.
Им поминуваат 7 години сите можни демократски фаули. Им поминува 7 години целиот тој модел да може да вработат 30 до 50 илјади луѓе на буџетска администрација која си вие треба да ја плаќаме и после викаат победуваме 7 изборни циклуси, па ќе победувате, може да победувате 15 изборни циклуси, но на крај на тие 15 изборни циклуси Македонија ќе биде последна држава во Европа. Тоа е парадоксот на владењето на оваа власт. Но говориковте вие за центар сега, нели заврши битката со центар и сите ние велиме, нели дека најважен е последен вкус. Последниот вкус кажува дека во центар веќе се случува други, дека центар ќе биде почеток на нешто друго. Бидејќи пак ќе кажам, значи се разби она фама за непобедивост на ВМРО ДПМНЕ, дека се они одлично организирани. Потоа што прашавте вие, секојаш помеѓу првиот и вториот круг не сум во центар победуваат, затоа што нели знаат каде да притиснат, кој гласал, кој не гласал. Овде се случуваше обратно. Уверен сум. Растеше опозицијата после Зошто тоа е многу битно. Уверен сум дека е прелеана чашата и многу ми значи што освен честитките од луѓето што живеат, граѓаните од центар, јас добивам ние како коалиција добиваме честитки од граѓаните што живеат во цела Македонија, што се однесува пак до дипломатскиот кор, она што вие го споменате, многу беше битно и терминот кога излезе извештајот од Стејт Департментот за човековите права во Република Македонија. Три клучни работи имаше таа измината недела, извештајот на Стејт Департментот. За една недела се случуваше, многу интензивна недела. Јасното застанување на дипломатскиот кор зад вас и во петокот, минатиот петок, договорот на Белград и Приштина околу идниот статус на Косово, значи три апсолутно крупни настани кои на некој начин наново ја црта целата таа конфигурација политичка во Македонија. Една мала корекција, мислам дека е коректно од мене да кажам дека не чувствувам, не беше пораката на дипломатскиот кор дека застанува позади мене. Мислам дека пораката беше застанува конечно да се одбранат оние основни демократски вредности што ги има во нивните земји, што ние мораме да ги почитуваме и сакаме да ги уживаме за да бидеме подобни членки на Европска унија и на НАТО. И после 24 застанавме, бевме наистина застанав во одбрана на демократијата. Тоа може да го прати и после 24 декември. Одлучија сега. И таму беше изгазана демократија. Беше исклосана. Сега оцени дека треба. Сега оцени дека треба да изцрта таа црвена линија преку која не може понатаму да се оди. Затоа што вистинскиот карактер излезе на ВМРО ДПМНЕ. Вистинскиот карактер на начин на владење со украдена победа во прв круг, со украдена победа во втор круг, со прегласување на вештачки начин, со погазување на правниот поредок во државата. Ние немаме независно судство, ние немаме судство, а не па независно. И сега се види дека за таа глазура на природата се криело еден ваков ВМРО ДПМНЕ кој што ние го знаеме изминатите 22 или 23 години. Тоа е вистинското. И дека ниту една глазура, ниту една шминка не може да скрие одредено лице кое сака да се прикажи во вистинското светло тогаш кога губи. Затоа јас некако ги коригирав онака, можеби нескромно сите оние што велеа дека ова е темното лице на ВМРО ДПМНЕ. Не, ова што видовме вистинското лице на ВМРО ДПМНЕ, не тоа темното, тоа е вистинското. И се разоткри тој начин на владење. Не беа само во центар списоците пополнети со луѓе кои што гласат онозад, биќе овие што се вметнати, што ги кажав од другите градови во Македонија, тие шпарта на секаде во Македонија. Тоа беше селски туризам, еден кој врте со автобуси низ Македонија. Сега кога тоа е јасно, сега веќе колку што имам информации во ВМРО ДПМНЕ се мери штетата што настана не веќе во центар, не веќе во Скопје, во цела Македонија, затоа што е разоткриена стратегијата или она што го велиме ние вистинскиот лице, вистинскиот начин на владење. Затоа со нетрпение ја чекам следната битка. Луѓето велат можеби преоптимизм, меѓутоа мислам дека на граѓаните им стана многу јасно какви избори имавме генерално и секој направи овој оптимизам да се прошири. После победата од центар веќе немате никаков основа за песимизам дојдете на предвремени парламентарни избори. Се надевам дека многу силна порака, пак ќе кажам, не ние, граѓаните пратија до власт и до било која власт. Господин Жановски, значи јас сум некаде 17-18 години, како ги следам политичките процеси во рамки на Република Македонија. Значи после 24 март, после 24 март изгледам сосема различно мислење од 99,99% од аналитичари, новинари и политичари во Република Македонија. Сметам дека на 24 март едноставно нешто се прекрши во главата на македонскиот гласач. Свати на кој начин се победува изминатите 7 години. Центар е црешата на таа торта или на тој шлак. Едноставно после 24 март се види дека моделот на владење на ВМРО ДПМНЕ како Волга, кој троши премногу пари, кој троши 200 милиони евра на сите избори и во еден момент таа Волга станува прескапа за одржавање. И
И тогаш вие да ја поклоните, никој нема да сака да ја купи. Условно и фигуративно и пежоративно кажам. После 24 март е сосема друга ситуација. За 2 недели после 24 март да имаше прв круг на локални избори, кој беше апсолутно различен. Гледате овој отчетот што кажа, значи колку они кажуваат 300 милиони евра потрошиле, нели? Иако првично беше најавено од премиерот 80 милиони евра ќе чини Скопје 2014. Секој граѓанин, не на центар, не на Скопје, на Македонија, си го поставува логичкото прашање. Зошто ние кога ја бележиме најголемата сиромаштија, кога секој трет македонец официјално е сиромашен според потоците на Заводот за статистика, се трошат толкави пари. Или што е уште поважно, зошто тие пари не беа користени за енергетски објекти, зошто не беа за училишта, зошто не беа за студентски домови, зошто не беа за болници? И сега самите они почнаа да си го демонтираат бродот на кој што се ноѓат. И пак ќе кажам, јас ме прашува дали сум заморен, дали се чувствувам преморен од тоа трка. Не, ова за мене е допрва загревање. Многу ќе ми е драго ако ова позитивна енергија што се ослободи од центар се расшири заразно, ќе кажам, нели позитивна заразно низ цела Македонија. Дали тоа што се случи во неделата во општина Центар и победата на Андреј Жерновски значи ново оживување на македонската опозиција и дали општина Центар де факто ќе има таа улога за македонската опозиција како што имаше градот Сталинград за русите во текот на Втората светска војна? Значи, има најразлични толкување од каде е почнал падот на опозицијата или на сегашната опозицијска структура во рамки на Република Македонија. Некој ќе рече дека тоа стана 2004 кога Царенковски заминува за претседател. Некој вели дека тоа стана 2006 година кога Бучковски губи парламентарните избори, помене. Значи, клучниот датум од кај што почна падот на сегашната опозицијска коалиција, кој тогаш беше коалицијата, се изборите 2005 година во Скопје, кога победува Трифон Костовски, кога губи Ристо Пенов. СДСМ тогаш губи еден многу цврст и значаен коалицијски партнер, тоа е ЛДП, кој во секој момент можеше да освои некаде 50 до 60 во најмала мерка гласови. Од тогаш нааму и ја растуривте и пак ја направивте коалицијата. 50 до 60 илјади гласови. Да. Значи, растуривте, пак ја направивте таа коалиција, сега прв пат СДСМ добива еден силен, значи секогаш кичмата на таа коалиција била помеѓу СДСМ и ЛДП. Во минатото може имаше и пежоративни омаловажувања за позицијата на ЛДП. Сега се покажа дека со Центар, а така беше и со победите на Ристо Пенов во Скопје, основата на тие победи е кога ЛДП ги освојува тие неопределени гласачи и ги носи кон коалицијата на СДСМ. Мислам дека ова е пресвртен момент. Мене ми е многу драго што кога седнавме исто Црвенковски со останатите лидери, констатиравме дека ЛДП максимално прво работеше, второ го донесе тоа што вие го велите. И многу ми е драго што тоа здружување донесе и ќе донесе во иднина еден ваков резултат како што беше во Центар. Воопшто не се замислувам дека јас сум ја донел победата, ова беше резултат на целата коалиција. И допрва треба таа соработка да води со плод и ќе направам се да општина Центар биде пример за тоа како оваа коалиција функционира и најава за идни победи не само во Центар, не само во Скопје. Има 4, значи најмалку 4 работи кои може да се стават на маса. Прво на колумна на Али Ахмети кој е испратена до Никола Груевски. И таа е битна. Кој е многу битна. И битно е кој стои позади таа колумна. Кој стои позади таа колумна. Однесувањето на Дуи во вториот изборен круг, тамо кај што можеше да помогне или да направи одредена, ајде да речеме, договарање зад завесата. Значи, однесувањето на Али Ахмети во вториот круг е доста индикативно во најблага форма на зборот кажано. Признавањето или договарањето околу Косово, застанувањето на меѓународната заедница, извештајот на Стејт департаментот. Проблемот околу името ќе се отвори многу конкретно, прв пат со конкретен пакет, нели? Станато со пакет на маса и така. Многу работи се собира. Значи, овие 7 дена или овие 10 дена на некој начин ја поставија конструкцијата на една можна политичка разврска во рамки на Република Македонија. Мислам дека апсолутно се управа. Мислам дека убеден сум, не мислам дека од овие 7 дена можеме да ја видиме разврската сценарието што ќе се случи понатаму. Сега, ако опозицијата е паметна, ќе знае, користејќи ги овие сигнали или овие информации што ги имавме во изминатите 7 дена, да се постави играта на тој начин што ќе биде максимално сериозен конкурент за освојување на власт. После договорот помеѓу Белград и Приштина постигнат минатиот петок надвор од евроатлантските интеграции, останат босанските срби, останат ВМРО-вските срби на Никола Груевски и албанците на Али Ахмети.
Минатиот петок белградските срби ги изненадија ВМРО-вските срби. На големо разочарување на ВМРО-вските срби, белградските срби се договорија за Косово. Па мислам дека тоа беше успешно заокружување на еден комплексен и прилично тежок политички процес на преговори помеѓу две држави кои што, како што рече премиерот Хашим Тачи, беа во меѓусебен конфликт некои 100 години, 100 години. Вие денес сте на вистина демократска унија за изолација. Бидејќи се дел од една влада која реално ја носи Македонија во одредена изолација. И на вистина таа игра со зборови околу вашето име се покажува во реалноста како можеби вистинското име на вашата партија. Па не верувам дека е тоа коректниот опис на политиките на Демократската унија за интеграција, затоа што и овие мали придвижувања или нови моменти во односите меѓу Република Македонија и Европската унија, зошто да не и НАТО, се должат сепак на нашиот влог во политиките на владата. Вие бевте во две влади, нели? Владата на СДСМ и владата на ВМРО. Со владата на СДСМ 2005 година го добивте предлогот на Немец, Република Македонија на кирилица во рок од трајање од 3 години, подоцна заменување со името Republic of Македонија на англиска транскрипција. Сега го добивате предлог од Горна Република Македонија. Тоа е драматично влошување во 8 години на меѓународната позиција на Република Македонија. Значи не треба да бидеме големи експерти, не треба да бидеме големи меѓународни стратези, само по предлогот кој се става на маса ние тоа го сваќаме. И тоа што србите го кажаа дека секој нареден предлог ќе биде полош и е научија таа лекција, бидејќи помеѓу Рамбује и ово што го договорија минатиот петок имаше драматично испуштени политички шанси, ја научија лекцијата, ја примени. Овде тоа не се гледа или од тоа се прикажува некоја сосема различна реалност од таа што е реално на теренот. Па нам како политичка партија тоа не е сосема јасно. Меѓутоа знаете како и ние како етнички албанци сме доведени во една прилично комплицирана позиција. Било која изјава или став кој што ние ќе го дадеме или елаборираме по однос на решавање на спорот, речиси по автоматизам се и намерно, верувам, се толкува погрешно и му се дава една поинаква димензија. Имено секогаш тоа се толкува како, не знам, уценување, условување, заекнување на грчката позиција. Има дури такви обиди за толкувања дестабилизација на Македонија во грчка корис. Кои што се, јас мислам, апсолутно не мили и кои што не ја одразуваат, ниту пак ја отсликуваат позицијата на албанците, солидарноста на албанците со прашањето, односно со македонците. Господја Мехмети, тоа е едната крајност. Втората крајност е вие сте на некој начин со ВМРО ДПМН ставени или заробени на железничка станица во Зелениково. На една или на 2 години правите избори, значи ја кречите, ја дотерувате во барок стил, ја доградувате или уредувате таа железничка станица. Меѓутоа никој не ви кажува дека на таа железничка станица не поминуваат возови кои водат за Брисел. Видете, нам тоа не е сосема јасно. Нам не се јасни и позициите на ВМРО ДПМН по однос на надворешната политика и конкретно спорот за името. Меѓутоа, ние како политичка партија ниту имаме можност, ниту пак сакаме да ја промениме волјата на македонските граѓани. Без разлика што има, да речеме, определени потешкоти или проблеми во интеграцијскиот процес, ВМРО ДПМН успева да победува на избори. Се станувате заробеници на таа ваша стратегија, победникот прави коалиција со победникот. И вие сте машина за победа на избори. Но и ВМРО ДПМН и ДУИ се машина за победа на избори. Крадејќи одредена националистичка платформа на едната и на другата страна, вие се храните ко врзани садови и навистина победувате. И тука ви се имам капа, вие сте машина за победа на избори. Но генерално, знаете што е апсурдот на таа политика? Колку вие повеќе победувате, толку Македонија станува последна во Европа. Јас не сакам така да ги гледам работите. Мислам дека сепак и е
очекувано е, да речеме, или посакувано е за ваквите тешки прашања сепак решение да понуди или зошто да изнајде една политичка идеологија или матрица која што традиционално се сметала или водела како по националистичка по однос на националните прашања. И тоа ви е грешка. Така тоа е српскиот модел. Така го амнестирате ВМРО во Брисел. Вашите прваци, вашите министри тоа постојано го кажуваат 2 години, дека нема решение на проблемот со името без учество на Никола Груевски на ВМРО ДПМН. И сега вие станувате заложници на таа ваша политика. Дури прифативте се извинувам и министар за одбрана и вице-премиер за евроинтеграција, сметајки дека во ваш мандат ќе може да стане Македонија членка на ЕУ и на НАТО. И таа целата стратегија ви се покажува, ви се раздури околу кула од карти, токму на погрешни премиси бидејќи е поставена. Не верувам дека таквата проценка е точна. Прво да направиме една компарација. Замислете доколку косовско-српскиот договор го постигнеше председателот Тадич. Во оваа констелација, во оваа структура на раководство на српската држава, српската влада, значи по радикалните, по националистички структури, и ние гледаме колкав отпор и колкава негативна енергија се создаде поради договорот. Што ќе беше доколку такиот договор го постигнеше некоја влада или политичко раководство предводено од председателот Тадич? Докрај прецизни. Неопходно учеството на Никола Груевски или неопходно учеството на ВМРО ДПМН за решавање на проблемот со името со Грција? Јас не мислам дека ние како политичка партија треба или можеме да се мешаме во тоа кое е политичкото раководство на ВМРО ДПМН. Вие сте силен политички субјект. Тоа е точно. Кој е втор или трет по сила во рамки на Република Македонија. И вие не сте кираџи во Република Македонија, вие не сте кираџи во владата. Знаете, клучно кога станува збор за вакви политички конјунктури и коалиции, дека треба да се избери моментот кога се скока од бродот, бидејќи гледате кај оди бродот. И вие знаете, велите, да, ние сме на бродот, навистина тој брод оди во еден многу лош правец, но знаете, на тој брод ние го добивме тендерот за јаглен или не ги дадоа базените или не ги дадоа шанковите околу базените као што се бањаат овие што се главни патници на бродот. Тоа е многу лоша позиција во која владата. Мислам дека е неблагодарно на тој начин да продолжува да се инсистира, да се објаснува или опишува позицијата на ДУИ во владата, затоа што сите овие позитивни моменти во однос на интеграцијскиот процес се должат на нашиот влог во владењето, во овој втор мандат. И мислам дека сите тие постигнувања кои што на некој начин се крунисани со така наречениот диалог на високо ниво се должат на она што ние сме го одработиле како политичка гарнитура во оваа влада. Пред 2 недели лидерот на ДУИ Али Ахмети во Скопски дневник објави колумна со тема "Време е за НАТО". Таа колумна на Али Ахмети со одредени тешки политички пораки предизвика одредено раздвижување на македонската политичка сцена. Теоретски, вие ќе победите на следните 5 избори во Република Македонија. Теоретски, ВМРО ДПМН ќе победи на следните 5 избори во Република Македонија. Нешто суштинско ќе се смени. Мислам дека ќе дојдеме во еден момент кога нешто ќе мора суштинско да се смени. Не поради нашата волја, туку поради поголемите или покрупните геостратешки интереси на Унијата. Госпоѓо Мехмети, знаете, суштината на изборите навистина е во победување на изборите. Но суштината на победувањето на изборите не е во само победување, туку во минување на реалноста и на стварноста. Бидејќи кога би се залагале само да победувате во континуитет, а без тоа ништо да не менувате во својата стратегија на делување, тогаш изборите сами по себе стануваат безпредметни. Значи, последниот извештај на комесарот Филе, кој што беше објавен минатата недела, забележува низа поместувања во позитивна смисла во однос на реформската агенда.
Несреќниот момент се разбира се настаните од 24 декември, кој што повторно ставија една црна дамка во нашите демократски или реформски капацитети. Ама не несреќен момент, господи Мехмети, тоа е стратегија. Кој би бил несреќен момент, кој би бил инцидент, тогаш и лесно би го пренабрегнале. Стратегија зашто? Па знаете, изборите во Македонија не се случија на 24 март, се случија на 24 декември, бидејќи со 250 милиони евра јас и вие да направиме писта за формула во Москва, иако не знаеме да возиме формула, со 250 милиони евра ние би ги победили и Фетел и Алонсо заедно. Бидејќи тоа е една наркоманска зависност од тие пари. Без тие 250 милиони евра ВМРО-ДПМ не може да победи ни во Зелениково, а камоли на територија на цела Македонија. Затоа велам, тука не станува збор за несреќен инцидент, станува збор за стратегија. Им се неопходни тие пари и тие се спремани и со тепање да ги земат тие пари. Не знам, не можам тоа ниту да го потврдам, ниту да го демантирам. Не знам, тоа би требало да се потврди или докаже на некој поинаков начин, не преку едно вакво политичко интервју. Во секој случај, јас можам да говорам за она што беше финален резултат на тој настан, а тоа е таа немила слика од физичката пресметка на пратениците во собраниската сала. И тоа сега постанува или станува наш дополнителен политички критериум, но и со таков еден инцидент ние успеавме да обезбедиме еден релативно позитивен извештај од страна на комесарот Филе, кој што повторно препорачува или препорача датум за почеток на преговори. Се надеваме тоа да се случи во јуни. Добра колумна напиша Али Ахмети. Постојната средба која имав со него пред некои 2 или 3 години не ми остави дека има таков талент за едно литературно изразување, но колумната е добра. Прочитавте ли? Што сакате да кажете? Па прво, знаете, јас сум пријатно изненаден да речеме со еден ваков стил на пишување на колумна. Второ, навистина тези кои заслужуваат одредена експликација и елаборација, например вели за секоја голема цел треба се донесе една голема одлука и за двете работи потребна е храброст, заедничка храброст. Тоа што тој го вели во колумната е еден сериозен и апсолутно искрен, добронамерен повик до конкретно нашиот политички партнер за да се разгледаат уште еднаш политичките позиции по однос на спорот со Република Грција. Но вие сте втори или трет по сила политички субјект. Вие не сте невладина организација. На невладини организации им личи да пишат колумни и да пишат писма во кои ги изразуваат своите политички ставови. Вашите политички ставови ги изразувате на избори. На тие избори добивате мандат. Тој мандат ќе го користите вака или онака. Да, вие го користите тој мандат и победувате 12 години на сите избори во Република Македонија. И сега имате наредната година уште едни избори, може да имате и до есен уште едни избори. И што ќе им кажете на граѓаните? Се извинуваме, ви ни давате поддршка 13 години, но Никола Груевски не сака да ги реши клучните проблеми во Република Македонија. И не се плашите дека во момент ќе ви речат граѓаните, па добро, а што вие барате таму? Не мислам дека се сосема коректни квалификациите, дека ние даваме празни ветувања. Напротив, мислам дека нашите ветувања се одржани и содржински. А што се однесува до тоа кој пишува колумни, доволно е да ги отвориме весниците, скоро сите политичари пишуваат и објавуваат собствени ставови кои што понатаму се толкуваат на еден или друг начин. Поранешниот премиер на Република Македонија, дури неговата идеја за физичка поделба меѓу македонците и албанците ја представи преку колумна во Дневник. Решењето на косовскиот проблем помеѓу Белград и Приштина ја зголемува и тоа очигледно ја зголемува нервозата која постои во ДУИ и тоа наметнува една нова политичка конфигурација на македонската политичка сцена. Многу работи после минатиот петок ќе бидат различни на Балканот, бидејќи де факто се реши еден проблем кој секогаш стоеше како алиби пред македонската страна дека не е само македонскиот проблем со името нерешлив на Балканот, дека има многу нерешливи проблеми на Балканот кои дава алиби на македонската влада да не влезе во едно посериозно решавање на тој проблем. Меѓутоа после минатиот петок работите на Балканот личат многу поинаку. Тој момент може да биде искористен, може да не биде искористен.
веројатно имате одредени стратегии. Што во ситуација кој биде искористен, тогаш останува владената коалиција, тогаш продолжувате да функционирате, тогаш продолжувате да ја водите Република Македонија. Што ако не биде искористен? Али Ахмети има драматични тонови во таа негова колумна. Каже ли дека сега е моментот, дека сега треба да се направи одреден чекор, дека вие веќе не може повеќе да чекате. Да, вие покажавте дека можете многу повеќе да чекате од тоа што било кој претпоставуваше, бидејќи ова дуј се разликува тотално од она дуј некаде до 2007-2008 година, но сепак и вие имате прак на толеранција. До кога сте подготвени да чекате евентуално? Не, прашањето е вистинско е до кога е подготвена да чека Република Македонија. Прашањето на зачленување во НАТО не е прашање само кое што ги загрижува или ги тангира само албанците во државата, напротив, тоа е прашање за сите. И јас мислам, лична оценка, дека ова придвижување кое што го гледаме, интензивирање на преговорите, веќе гледаме дека нешто конкретно е понудено и како предлог, тоа се моменти кои што би требало да послужат како аргумент дека не е сосема замрен процесот и дека има до определено ниво посветеност дури од страна на ВМРО ДПМН. Ако вие прашавте Република Македонија, тогаш ни 93-та година немаше да станеме членки на Обединетите нации под поранешна Југословенска Република Македонија. Ако вие прашавте Република Македонија, тогаш веројатно ни 95-та година немаше да биде подпишена времената спогодба. Ако ја прашавте Република Македонија, 2001 немаше ни рамковен договор да биде подпишан. Немаше 2004 ни територијалната организација да биде направена. Не ми се чини дека во еден момент можеби треба да се запрашате вие дали стратегијата, платформата и тие идеали во кои верувате се многу поважни од тоа да опстојувате упорно на тој принцип дека победникот прави коалиција со победникот. Бидејќи има нешто повеќе и позначено од избори. Разбирам поентата, да го определите правецот во кој ќе се движи Македонија. Овој правец го гледате веќе 5 години. Како се определува тој правец напуштајќи ја владата? Знам, тезата е дека Дуи треба да ја напушти владата. Не, дека Дуи треба да наметни стратегија за која вреди да се бори. Прво, Дуи не може да наметне стратегија за името на државата, затоа што тоа е заедничко прашање и тоа е прашање за кое што етничките македонци се емотивно поврзани. Видете, господинот Ахмети и со хашките случаи. Господинот Ахмети пишува еден многу текст, други работи, но успеавте да ги наметните. Значи, господинот Ахмети објавува една колумна и веќе 2 недели на тој текст се гледа со цинизам, со иронија, ја толкуваат колумната како закана, како уцена, како давање на рокови и никој таа колумна не ја протолкува како понуда на некаква стратегија за правците во кои што треба да се движи државата. Значи, се обидам да ви обяснам една ситуација. Гледате, главната предност на ВМРО ДПМН во однос на опозицијата е контрола на медиумите. Значи, тука главна предност. Таква контрола на медиумите, вие тешко може да изгубите било кои избори, посебно ако имате многу пари, посебно ако имате целиот систем на тајната полиција, на организиран криминал ставен на ваша страна. Тешко е да се порази таква власт која истрчува со 200 милиони или 250 милиони евра на политичката сцена, на локални или на парламентарни избори. Гледате, вие се договарате за хашките амнестии, но во исто време прифаќате ВМРО да направи на целосна партизација и на медиумите, и на Совет за радиодифузија и така натаму и така натаму. Како да се бори тогаш човек со еден таков политички противник, кој неговиот коалиционен партнер кој вели, знаете, победникот кај македонците и победникот кај албанците прават коалиција, ние не сме виновни ВМРО што не може да наметне кај македонците решање на проблемот со имото, значи вие сте на некој начин. Не, јас мислам дека ВМРО може да наметне решение. И мислам дека ВМРО тоа ќе го направи порано или подоцна, затоа што мислам дека дури и кај ВМРО постои убедување дека ваквото статус кво станува веќе неодржливо. Република Македонија не може да стане црна дупка на Балканот и не може да се дозволи да остане во групата со Босна како една реално недоформирана држава. Тука нека да правиме пауза за реклами. Останете со нас, после 5 минути се враќаме да го проследите вториот дел на нашата вечерашна емисија на тема дали постојат шанси или какви се шансите Никола Груевски да се кандидира за претседател на Република Македонија.
Биокрил Актив од Алкалоид е масло од антарктички крил, богато со омега-3 масни киселини во форма на фосфолипиди. Споредено со триглицеридните, омега-3 масни киселини од рибиното масло, фосфолипидите од Биокрил Актив се многу поефикасно искористени во организмот. Помага во регулирање на нивото на холестерол во крвта. Комплетен извор на есенцијални масни киселини. Природен антиоксиданс астаксантин. Биокрил Актив. Клинички испитан производ на Универзитетската клиника за кардиологија во Скопје. Да бидете различен, поинаков од сите останати, да се истакнете од групата, е желба на многумина. Но како да се истакнете, кога сите истото го прават? Размисли уште еднаш. Дали ја оставаш чешмата да тече цел ден? Нормално дека не. Тогаш исклучи ја греалката кога прозорците се отворени. Размисли и заштеди. години трговијата е нашиот занет. Блокмакс ефикасен при различни типови болка. Од Алкалоид. Какви се шансите Никола Груевски идната година да трча за председателски мандат или за нов председател на Република Македонија? За тоа разговараме со Иваке Кеновски, кој самиот е истекна својата кандидатура да биде можен иден председател на Република Македонија. Спомнејќи Кеновски ги исполнувате сите услови да бидете кандидат за председател или евентуално председател. Бил Клинтон беше председател, свиреше саксофон, вие армоника, значи по тој услов сте печен да бидете председател. Мислите само дека умешноста да свирите на некој инструмент е основен предуслов за тоа? Па од друга страна, ако сака да бидете кандидат на ВМРО ДПМН и тамо ги исполнувате условите, бидејќи сте малцинство сега ко Обама, тој е црнец во Америка, а вие сте ВМРО-вец во ВМРО ДПМН, кој што форсира само не ВМРО-вци. Значи, јас генерално ги исполнувам сите услови, што е најбитно по однос на години согласно уставот. Член сум на ВМРО ДПМН од самиот ден на создавањето на таа партија. Во текот на моето активно занимавање со политика немам ниту една црна дамка и четврто или пето сум се докажал на сите полиња, вклучувајќи и армониката, сум достигнал највисоко ниво во тогашна бивша Југославија, што значи дека сум вложил огромен труд да кога се занимавам со нешто професионално го извршувам, така да и во науката исто така мислам дека и добро котирам и во делот. И сега воите мртва трка со Кирен Умов. Кој има помали шанси Кирен Умов да стане председател на СДСМ и вие да бидете кандидат на ВМРО ДПМН за председател на државата? Мртва трка е, тука се движите со шансите кај 0,7 до 0,9%. Јас навистина не знам какви се шансите на Кирен Умов, меѓутоа јас знам дека сум сериозен кандидат кој што ќе се појави на конвенцијата на ВМРО ДПМН кога ќе се одржи и мислам дека ќе бидам сериозен кандидат за председател на државата. Некаде пред 2 години подизлажа малку ќе бидете министер за образование, се скинавте од брањење на Скопје 2014 година. Сега веројатно ви пуште малку вода за председател на државата и се такмичите со Каракамишева, кој ќе биде поголема Каракамишева. Вака, апсолутно мене никој ниту комуницирал, ниту ми дал повод. Ова е моја заложба, моја размислување, мој став и како повеќе работам на зајакнување на демократските процеси во Република Македонија, така кај мене се повеќе созрева
идејата да се кандидирам. Значи, ова е моја лична желба да се кандидирам на конвенцијата на ВМРО ДПМН. И што ако Никола Груевски одлучи да се кандидира за председател на државата, ги исполнува условите, 43 години ќе има или 44 2014 година, Борис Рајковски и Бранко Цренковски станаа председатели со 42, значи тука некаде се движи возраста кога луѓето се кандидираат за председател на Македонија. Дали може да има едно такво политичко, сериозно, тектонско изненадување? Па можно е, меѓутоа не би сакал да сум сигурен дека Груевски нема да направи грешката која што ја направи Бранко Црвенковски, кандидирајќи се во последен момент за председател за државата. Мисли дека ќе има една тенковска, условно речено, подготовка евентуално пред кандидирање на Груевски, односно промена на уставот и евентуално заселување на ингеренции на председател. Тоа е едната варијанта. Втората варијанта за која се залага Али Ахмети е тоа да има избор на председател во собранието и да биде во пакет избиран председател и заменик председател на државата. Па мене по објективна и по реална ми е втората варијанта, така да ако испадне во тој случај оваа втора варијанта, ако дојде до промена на уставот, сигурно дека во тој случај отпаѓаат секакви конвенции во ВМРО ДПМН. Во тој случај сигурно дека бише и мојата кандидатура, односно не би се кандидирал во една таква ситуација. Јанко Бачев е председател на партијата Национално движење на Република Македонија, или како што самиот вели, тоа е третата по сила политичка партија на овие локални избори во Република Македонија, бидејќи има освоено на локалните избори 9 советнички места. Во тој мандат, помеѓу распишувањето и одржувањето на локалните избори, партијата на Јанко Бачев беше доста интересна, бидејќи служеше како резервна гума за спасување за сите оние пребези од СДСМ, вклучително и Стефчо Екимовски, кои може преку таа партија, ако сакат и ако не најдат ново политичко решение, да се кандидираат на локалните избори. Инаку Јанко Бачев е интересна појава на македонската политичка сцена, бидејќи еден од онаа лепеза на поранешни функционери или службеници на македонската државна безбедност кои излегува од полиција, кои излегува од тајните служби и направија политичка партија. Решавањето на тој проблем со Косово ја прави малку нервозна позицијата на Али Ахмети во владата на Никола Груевски. Имаше колумна на Али Ахмети некаде пред 2 недели, кај што прв пат јавно и така категорично кажа дека сега се создадени сите услови да биде решен проблемот со името. Дали таа позиција на Али Ахмети ќе стана се понервозна во владата и вие што очекувате, што може да се случи ако Никола Груевски сепак не реши да го решава тој проблем со името? Па имаше реакција од ВМРО ДПМН во однос на таа изјава или колумна на Али Ахмети. Јас тука би додал доколку тие изјави станат помилитантни. Пример од Али Ахмети или од некој од ветераните на ОНУ. Имаше Муса Џафери одредени изјави дека тешко ќе може да се контролира ситуацијата и незадоволството во албанскиот дел. Па тоа сакав јас да го кажам, значи ќе се вратам на едно моје пишување пред 2 години дека тогаш неминовно настанува уште една пресметка со албанците и овој пат мора да го знаат тоа дека нема да си имаат работа. Да кажеме со политички сценарија и со недопредавничко раководство како што имавме 2001 година, кога Македонија таа војна излезе посрамена, понижена и со нарушено достоинство, и тоа некако резултат на неспособноста на безбедносните сили да се справат со тие почетни терористички групации кои што беа некаде околу 700-800 за кои што македонска служба знаеше се кои се, каде се, колку се, зошто се таму по планините и можеа да ги решат во прв момент и сега значи треба тогаш веќе јасно се каже дека овој пат ќе си имаат работа со македонскиот народ. Ако дојдат во таа фаза на некои помилитантни изјави. Мислите дека тие односи помеѓу ВМРО ДПМН и ДУИ ќе се радикализираат по однос на прашањето на името, дека ако ВМРО ДПМН не влезе во процес на решавање на името, а ако ДУИ искажува одредени тврди политички ставови дека не е повеќе заинтересиран да биде дел од таа влада која ќе реши проблемот со името, дека може да дојде одредена ескалација на целата ситуација? Па јас да бидам искрен, мене не ме загрижува Али Ахмети, него повеќе ме загрижува доколку Груевски подлегне сега на таа, да кажеме, во таа насока да го смени името. Меѓународната заедница ми се чини дека ја свати грешката во Македонија и дека вакви десни влади кои биле претходно радикални, а се донесени да решат одреден тежок проблем кој што е косовскиот или кој што е името во Република Македонија, веќе не им дава 7 години околу Македонија да се етаблира, да станат пресилни и после да го решат проблемот, туку ги тера веќе у првата година на нивниот мандат. Тоа го направи во Србија. Мислам дека научија грешката од Македонија, кај што Груевски им бараше перманентно 7 години, чекајте сега да се зајакнам, па да го трнам Велија Ранковски, па да го трнам Бранко Цренковски, па да ги добиам следните избори. Вучич и Дачич мора да го направат веднаш после 8 месеци. Јас сум сигурен дека ќе прашањето на решавање на спорот сигурно ќе дојде на дневен ред и тоа во скоро време. И сигурен сум дека меѓународната заедница и тука ќе ги вложи максималните напори. Зошто го велам ова? Ова го велам поради фактот што
оваа гарнитура на Европската унија, овие раководни лица, во текот на својот мандат решија неколку проблеми. Прво го решија проблемот помеѓу Хрватска и Словенија, второ го решија, еве го на повидок е решавање на спорот помеѓу Косово и Србија, и останува проблемот помеѓу Македонија и Грција. Тоа е едната причина од кај што верувам дека решавањето на овој спор било круна на нивните политички кариери. Тоа е едното, а второто е што веќе 2014 година ќе имаме избори за Европарламентот. И оттаму, ако не се реши до крајот на 2013 година или не започне решавањето на овој спор, чинам дека веќе ќе имаме една друга атмосфера, ќе имаме еден друг состав на Европарламентот, па може да се случи, најверојатно ќе се случи да имаме и нов состав на Европската комисија, која што можеби нема да биде толку наклонета и расположена кон решавање на спорот кој што го имаме, за мене илузорен спор кој што го имаме со Република Грција. Ако во Србија беше формирана демократска опозиција на Србија или кратено ДОС за рушење на Слободан Милошевиќ, ако минатата година во Македонија беше формирана демократска опозиција на Македонија за рушење на Никола Груевски, дали сега ќе биде формирана демократска опозиција на Сашо Мјалков или скратено ДОСМ, која ќе биде по мерка и по волја на власта и која ќе може на тој начин да инсталира своје раководство на чело на најголемата опозицијска партија во Република Македонија? Имате ли чувство дека власта после локалните избори влезе во процес на одредено расчистување во сферата на организиран криминал и одредени делови кои што ги нема целосно под контрола, влезе во одредено расчистување со одредени рестлови на тајните служби кои ги нема под контрола, имаше одредени апсења, пораката која се испраќа на тој начин до сите тие структури дека ако не бидете со власта ќе бидете санкционирани. Претходно беше испратена таква политичка порака и до политичките противници после апсењето на Љубо Бошковски. Таква порака беше испратена до медиумите со апсењето и затварањето на еден телевизија на Вели Рамковски. Едноставно, ко власта да си прави одреден кинески зид околу себе, за да може многу потешко да биде поразена при евентуална неповолна политичка разврска. Тоа е се во ред, се слагам, се е познато, но сега се поставува прашањето што понатака. Значи, што понатака ме прашувам? Сега еве, значи сега вие ќе речете пак СДСМ, пак се вратиме на нив, они се најголемата опозицијска партија. Во овој момент, значи, они може да го направат пред свртот. Пробаа на два начина. Пробаа во институционално, не им излезе народ. Излегува на избори, изгубија катастрофално. И сега зашто кажав, значи таму има сериозен недостаток од знаење. Еве ги кажав вие два елементи. Па како може СДСМ да ги тепа ВМРО-ДПМН на името и на лустрацијата? Како може сега во јавноста да има перцепција дека ако доште се во СДСМ, кога јас пред 2 години имаме запишено дека во моментот во таа коалиција на ВМРО-ДПМН од 20 партии, 7 партии лидери на партии се креација на тајната полиција. Значи, формирани од службата за државна безбедност. Тие луѓе биле соработници на службата за државна безбедност, а во јавност имате перцепција дека ВМРО се залага за лустрација, СДСМ ги брани кога доште. Или за името што го кажа примерот. Значи, тука грешката е, како што кажав, треба знаење. Говорете дека ВМРО имаше и повеќе пари, имаше и повеќе медиуми, тоа не е спорно. И сега, ако ги има сите тие работи, значи треба да се работи, тие работи да се движат во некоја насока во кој што ќе се доби некој резултат. Еве го спомнав случај 98. Па Лјупчо немаше ништо, немаше ни медиуми, немаше ни пари, али народот кога кажа промени со Топурковски освоја власта. Полека ВМРО сега влага во еден филм кој СДСМ или левицата или комунистите го праве 91-92 година, да инсталира свој раководства во тогашните опозицијски партии, дали ВМРО-ДПМН, дали одредени партии кои се формира како деривати на ВМРО-ДПМН. Сега па ВМРО-ДПМН влегува во тој филм и сака во делот на опозицијските партии, вклучително и во делот на СДСМ, да се става и да се реди свој раководство. Значи тоа се прави веќе 20 години, еве сега и ВМРО-ДПМН го прави. 90-та година, да кажеме, СДСМ преку тие служби што ги контролираше во тоа време како власт, го направи тоа. Лјупчо Георгиевски уште не е избран за председател на ВМРО-ДПМН на конгресот на формирањето на ВМРО-ДПМН во јуни 90 година, веднаш му вметна двајца соработници на службата во најтесното раководство, извршниот комитет. Едниот беше 1-2 години, едниот беше дури 7 години во тој извршен комитет, значи во најтесно окружување на Лјупчо. Сега го прави ВМРО-ДПМН исто. Сака да инсталира во СДСМ лидери по своја мерка. И еве ги почна еден по еден во јавноста веќе и сами да се кажуваат, да излегуваат кои се тие, бидејќи сега не би сака подлабоко да го образложувам ова со оглед на времето. Јас сум длабоко убеден дека ВМРО-ДПМН не сака во никој случај Бранко Царовенковски да биде на чело на СДСМ, кој што ќе победи во некое догледно време, или пак да биде Заев. За тие два случаи сум 100% сигурен дека не сакаат, имаат своји внатрешни причини зашто тоа не го сакаат. Сега останува прашање на делегатите на СДСМ дали ќе успеат
да се изберат автентично раководство и ќе им бутнат таму председатели по нарачка. Сега да кажете, господине Бачев, дека ајде ако земе Сашо Мјалков ко персонификација, ко прв човек на државна безбедност, не мора да значи дека тој е инволвиран во тие ситуации, но како персонификација на таа служба, кажуваме политичката гарнитура, што е на власт. Политичката гарнитура на власт. И ако во Србија имаше на пример демократска опозиција на Србија или ДОС, ако во Македонија лани беше направена демократска опозиција на Македонија или ДОМ, сега имаме демократска опозиција на Сашо Мјалков или ДОСМ. Па видете се, фактот дека политичкиот противник што е на власт сака да го ослабне својот конкурент. Тие приказки ние што ги слушаме во јавноста дека сакаат силен СДСМ, дека сакаат силна опозиција, конструктивна опозиција и така реформирана. Тоа се добави така. Тоа е, знаете, се народот некој пат сака романтика. Тоа се добави така романтични изјави. Убавина романтична турска политичка на народот. Но они сакаат сега да кажеме како што 90-та година му вметнаа на лупчето да го контролираат службите, му вметнаа 20 луѓе во најтесниот извршен комитет, сега сакаат да имаат да имаат под контрола цела опозиција. Па да го имаат лидерот, фактички да инсталираат лидер. Во таа и јас кажав да кажеме, се не би сакал значи да влегам во тие причини, зашто не сакаат Бранко Црвенковски, а поготово не сакаат Заев да му биде наследник, да биде начело на партија кој што некои идни избори ќе ги добија, бидејќи да бидеме реални. Груевски што 2, 3, 5 мандати да добија, нема да биде вечно. Ќе дојде момент кога ќе победи некоја друга опозицијска партија. Многу брзо, најдоцна меѓу 15 и 30 дена во наредниот период, ќе знаеме како ќе се со ВМРО-ДПМН, почитувани гледачи. Ако ВМРО-ДПМН сака да има избори оваа есен, тогаш ќе влезе во еден брз процес на формирање на анкетна комисија која ќе треба да даде своја оценка за тоа што се случуваше на 24 декември во македонскиот парламент. Ако ВМРО-ДПМН не влезе во брз процес на формирање на таква коалиција или на таква комисија која ќе треба да ги расчисти сите тие отворени дилеми околу 24 декември, тоа ќе значи дека ВМРО-ДПМН се подготвува за една поспора варијанта, а тоа е евентуално предвремени избори да има заедно со претседателските избори идната пролет. Знаете, Никола Груевски да победи на уште едни избори, да победи на уште 2 избори, да победи на уште 3 циклуси на избори, на крај пак има тројна дилема. Или ќе го решава името, или нема да го решава името, или ќе отстапи од премиерската функција, односно ќе замени на претседателската функција. Во сегашна констелација на односи ми се чини дека најисплатливо или најефикасно за него е да победи на едни парламентарни, едни претседателски избори, да стане претседател на државата, а да остане одредена друга влада, дали широка влада, дали влада предводена од ВМРО-ДПМН, дали влада предводена од СДСМ или некоја широка коалиција да го реша проблемот со името. Единствено така може да се излечи од сегашната политичка ситуација во која се наоѓа. Значи мора и вие да признаете, не слушнавте никаде дека Груевски не рекол дека не го решава проблемот со името. Подобро, меѓутоа за 7 години не направи ниту еден мал. Очигледно се јавуваат проблеми кои што штетат на нашиот идентитет, на нашиот јазик и култура и кои што мислам дека нема ни еден македонец кој што ќе прифати компромисно решение, а да биде на штета на македонскиот идентитет. Кекиновски не беше толку далеко 2005 година. 2005 година овој истиот Нимиц, само малку помлад, стави на маса предлог Република Македонија на кирилица со рок на трајање од 3 години и после 3 години тој предлог да се замени со Republic of Macedonia, значи во англиска говорна транскрипција. Сега истиот тој Митју Нимиц става Горна Република Македонија, што по мене е многу полошо име од поранешна Југословенска Република Македонија, бидејќи поранешна Југословенска значи објаснување на република, а Горна значи објаснување на Македонија, што за мене е значено суштински полош предлог. И во овие 7 или во овие 8 години е драматично влошена позицијата на Република Македонија и како еден исти Митју Нимиц, една иста политичка гарнитура на меѓународната заедница дава еден подобар предлог пред 8 години, сега дава драматично полош. Некој тоа успел да го сработи, што би рекол Зинго. Вака, јас прво не се согласувам дека временската одредница е подобра отколку географската одредница, да се разбереме. Значи, за мене, ако веќе сме принудени да правиме компромис околу името, подобро е географска одредница отколку временска одредница. И тука дилемите, може да е подобро. Дилема кај мене не постои. Но господине Кекиновски, теоретски, утре Македонија може да стане кралство. Вие не може да кажете Горно кралство, ќе кажете кралство Горна Македонија. Меѓутоа, ако биде република објаснување поранешна Југословенска република. Може република да ја снема, тогаш ќе снема и поранешна Југословенска. Не, република ви е облик на владење. Тоа може да биде демократска, може да биде поранешна Југословенска. Така, облик да не мешаме зборот република. Тоа е објаснување. Поранешна Југословенска, видите, знаете, се обидувате да давате. Како облик на уредување имате монархија, имате република, да се разбереме.
Ве слушам изминатите како облик на владење, извинете. Изминатите 3 месеци ве слушам давате лекција се и се што, проценки се и се што. Значи, не за се и се што. Гледате и мора да признаете дека погоди се што не, кажете. драматично промашувате, драматично промашувате. Еве на пример, сега конкретно значи зошто разговараме. Гледате, поранешно југословенска, значи објаснување на република. Горна, значи објаснување на Македонија. И ако тоа како универзитетски професор не може да го сватите, ако тоа не може да го сватите дека е многу полесно да објаснувате република, отколку име кое е Македонија, кое може да се менува разни варианти, кралство Македонија, република Македонија, монархија Македонија, диктатура Македонија, како ли сакате да го речете? Не можете вие да се ставате во позиција да бидете професор поголем, да бидете папа поголем од папата. Не може да бидете професор поголем ако не го правите тоа. Видите тоа што сте прозрани. Па не, јас ве гледам во политиката како се однесува. Ви имате една точна проценка, нема да има предвремени избори, ма тој баба не го знаеше. Бидејќи ако имаше предвремени избори, Груевски ќе ги изгубеше тие предвремени парламентарни избори. Не сакам да коментирам и да дискутирам на таа тема. Бидејќи со 250 милиони евра кредит, господине Кекеновски, јас и вие ќе направевме Формула 1 писта во Москва и заедно ќе ги победевме и Фетел и Алонсо со 250 милиони евра. Па со 250 милиони евра и дедо ми и баба ми знае да победат на избори. Работите да победиш на избори, да не задолжиш државата за 2 милиарди евра поради твоите хирови на изборите. Па гледате колку што гледам и читам меѓународниот монетарен фонд јасно кажа дека спаѓаме во средно задолжени држави. Аз се извинувам, тие кредити што ги земавме за избори бе од меѓународен. А претпоставам дека се во таа сметка. Еми како ќе каже дека сме лоши да ни дават кредити? Па малце логика, нели сте папа, нели сте универзитетски професор. Малце логика да употребите. Малку логика да употребите. Ќе сватевте дека тој што ви дава кредит нема да ви каже дека сте лоши, ќе ви даде кредит и ќе ви го врзи после си джинчето околу врат. Тоа е логика на секој нормален деловен бизнис однос. Ама јас мислам дека вие читате дека Македонија од она што имаше на пресконференција пред неколку дена, јасно кажа дека долгот може нормално да се сервизира во уште 1 милиарда може да ни дават, како нема да може. Уште 2 милиарди може да ни дадат и тоа ќе го сервизираме. Мислам дека треба да бидете коректен во изјавите и да го следите она што го кажува и меѓународната заедница. Ако лажат нашите, не значи дека лаже меѓународната заедница. И господин Кекеновски, има ли избори на есен? Во овој момент мислам дека не можеме да прогнозираме, иако ја отварам можноста за такви. Председателски избори во пакет со парламентарните или мислите дека пореално ми е председателски во избор со парламентарни избори. Тогаш вас ќе ве гледаме во председателска трка. Па прво да расчистиме со конвенцијата, ќе има, нема да има конвенција, начинот на избор, па дури потоа можеме да говориме. Тука некаде е крајот на нашата емисија. Останете со нас, погледнете ги рекламите и подоцна се враќаме да одјавиме емисијата. Биокрил Актив од алкалоид е масло од антарктички крил, богато со омега-3 масни киселини во форма на фосфолипиди. Споредено со триглицеридните, омега-3 масни киселини од рибиното масло, фосфолипидите од Биокрил Актив се многу поефикасно искористени во организмот. Помага во регулирање на нивото на холестерол во крвта. Комплетен извор на есенцијални масни киселини. Природен антиоксиданс астаксантин. Биокрил Актив. Клинички испитан производ на Универзитетската клиника за кардиологија во Скопје. Возбуда која не згаснува. Новиот RAV4. Размисли уште еднаш. Дали се уште користиш компјутер од минатиот век? Нормално дека не. Тогаш замени ги старите светилки со нови штедливи. Размисли и заштеди. Немате идеја што да купите за подарок? Се прашувате дали ќе му се допадне подарокот на оној за кого е купен. За родендени, годишнини, свадби, дипломски. Сега има сигурно решение. Картичките за подарок на Евростандард банка се вистинскиот подарок за секоја прилика. Евростандард банка.
Блокмакс ефикасен при различни типови болка. Од Алкалоид. Од сега може да имате само едно милениче до крајот на животот. Ајде. Од сега може да возите само еден автомобил до крајот на животот. Зошто? Во светот, во кој што мислиш дека има само една опција, ви го представуваме новиот Аурис. Најдоброто им припаѓа на љубопитните. Ова беше емисијата во Центар. Јас сум Васко Ефтов, почитувани гледачи. Ние идниот петок на 3 мај нема да имаме емисија поради првомајските и поради великденските празници. Значи ќе се видиме повторно со емисијата во Центар на 10 мај. Пријатно вечер Македонија, каде да си.